Почитувани, СДС си поигрува со судбините на над 1700 вработени од фабриките Фени Индустри, Колска и Еврокомпозит. СДС од доаѓање на власт па се до денес ги лаже вработените во овие три фирми. Очигледно не име воопшто гајле за иднината и екзистенцијата на над 1700 семејства кои немаат земено плата. Заев и Ангјушев ги лажат вработените на секоја средба. На 21 септември Кочо Ангјушев рече дека владата е посветена на решавањето на проблемот. Интензивно се разговарало и со собственичката структура на Фени и со менаџерскиот тим на компанијата за да се најде решение како овој проблем да се реши. Зоран Заев, уште еднаш послем тоа, на 1 ноември им порача на вработените на Фени дека владата е тука да ги заштити најдобрите интереси на Фени, граѓаните и работните места. Решение на проблемот со Фени Индустри се уште нема. Лага. Единствено што се погрижија СДС и Ангјушев за Фени Индустри, според медиумите, е да ја блокираат сметката заради набавката на струја од страна на ЕДС, фирма која е на Кочо Ангјушев. На 28 јуни Кочо Ангјушев на вработените на Прилепски Еврокомпозит им вети дека ќе им се исплати една плата веднаш, а веднаш по 45 дена уште една плата за потоа и трајно решавање на проблемот. Потоа на 24 септември Заев на средба со вработените им вети исто трајно решение на вработените. До денес никакво решение за иднината на Еврокомпозит и околу 300 вработени. Уште една лага. На 27 јуни Зоран Заев на вработените од Колска им вети трајно решение и исплата на задоцнетите плати. На 11 септември вице-премиерот Кочо Ангјушев им вети на вработените на Колска дека владата ќе го реши проблемот и вработените ќе добијат плата. Уште една дрска лага. Нема ни П од плати, а ни Т од трајно решение во овие три фирми каде што иднината им виси на конец на над 1700 директни вработени и над 4000 индиректни вработени од добавувачи и соработници, од кои најголемиот број работат за кавадаречкиот гигант Фени. Почитувани, дрските и безобразни лаги кои им се сервисираат, кои им ги сервисираат СДС, Заев и Ангјушев на вработените во овие фирми, кои не знаат што ќе им донесе секој нов ден и не знаат дали утре дента ќе останат на улица и дали семејствата ќе им трпат за леп, е најочигледен начин за владењето на СДС и немањето ниту грижа, ниту грам совест за над 5700 семејства. СДС нема слух за ниту еден проблем на граѓаните. СДС нема ниту идеја, ниту концепт како да ги реши проблемите на овие три фирми. Жалосно е сето ова што им се случува на над 5700 семејства. И благодарам.